42 недела, октомври, небесни скитници. Сега сме овде. Земјата не носи на кај зимската краткоденица. Ке стигнеме таму за 9 недели. Од ноќ во ноќ месечината е се покругла и посиена. Од каде потекнува таа светлина? Од сонцето. Полумесечината е се уште осветлена како и половина од земјата. А планетите лево и десно од месечината, како например Сатурн и Јупитер, зошто светат? Повторно поради сонцето. Јупитер е планета и ги одбива сончевите зраци како огледало. Ако ја гледаме земјата од Јупитер, ќе свети како и останатите планети. Сатурн ја одбива светлината на кај нас, но помалку од Јупитер, затоа што е 2 пати подалеку. Над Сатурн се гледа Алгенип. Тоа не е планета, туку звезда, неспоредливо подалеку од Сатурн. Таа свети со сопствената светлина. Алгенип е можеби обкружен со планети како нашето Сонце, но гледано со оддалеченост од 1600 светлосни години, Алгенип е само мала звезда. Сонцето ни ја дава дневната светлина. Месечевата светлина е исто така сончевата светлина која што месечината ја рефлектира. Планетите ја одбиваат светлината, а звездите сами светат како сонцето. На секој 5 години Марс и Венера се гледаат еден до друг. Како во есента во 1997 година, 4 месеци порано се гледаше само Марс, потоа се појави Венера во близина. Зошто? Планетите вртат околу Сонцето, како и Земјата. Се појавуваат на различни места скитајќи по небото. Затоа се наречени планети. На грчки планета значи скитник. На небесната мапа ќе ги најдете звездите со име и положба. Но ниедна планета, затоа што планетите немаат постојано адрес. Гледано од Земјата изгледа дека Венера и Марс се блиску, но тие се во своите орбити, а Земјата е пред нив. 2 недели подоцна Венера и Марс се во линија, во конјункција. Потоа Венера свртува, а Земјата продолжува по својот пат. Марс исто така, но побавно. 2 месеци подоцна доаѓа до нова конјункција. Наскоро потоа Венера заоѓа позади Сонцето и исчезнува на неколку недели, додека Марс останува видлив на ноќното небо. Планетите ја оправдуваат својата репутација како скитници. Месечината ја обиколува Земјата за 4 недели. Тогаш кога е најдалеку од Сонцето, е завртена на кај Сонцето. Како Земјата и планетите и месечината е осветлена од Сонцето од едната страна. Во ноќта на полната месечина кон нас е завртена со целата осветлена страна, затоа што месечината е наспроти Сонцето во опозиција со него. Секој месец месечината се наоѓа во линија со Сатурн. Месечината е многу блиску до Земјата, а Сатурн е 3000 пати подалеку. Вечерта кога се сретнуваат, од вселенскиот брод Земја се гледаат во ист правец. Земјата и месечината се наоѓаат помеѓу Сонцето и Сатурн, така што месечината е во иста линија со Сатурн. Во текот на наредните 4 недели, месечината ја обиколува Земјата и се враќа во линија со Сатурн. Во ретки случаи поравнувањето е толку прецизно што месечината поминува пред Сатурн и го крие на околу 1 час. За 4 недели ќе видите како месечината го крие Сатурн. Кога ќе се сретнат Венера и полната месечина? Никогаш. Венера врти внатре во земјината орбита.
а полната месечина мора да биде надвор од земјината орбита, за целосно да биде осветлена од сончевите зраци. Полната месечина е секогаш на надворешната страна и никогаш нема да биде во линија со Венера, која е на внатрешната. Венера е во линија со месечината кога таа е внатре во земјината орбита. Прво растечката месечина, а 3 недели подоцна опаѓачката месечина. Месечината во правец на Венера е секогаш срп и никогаш не е полна, затоа што Сонцето ја осветлува одстрана. Средбите со полната месечина се резервирани за надворешните планети, кога доаѓаат во опозиција со Сонцето, Марс, Јупитер и Сатурн. По порамнувањето со Сатурн, месечината го продолжува патот и секоја ноќ се појавува за 2 раце во лево. Сонцето излегува се подоцна, па наутро можете да ги видите звездите. На југ ќе го видите големото созвездие Орион. Орион се врати. Го видовме во април во истата положба навечер. Но бидејќи Земјата го продолжи патот околу Сонцето, Орион полека се помести на кај запад, надвор од нашиот видокруг. Зошто е на истото место како пред 6 месеци, но наутро, а не навечер? Земјата пред 6 месеци беше тука. За да го видите Орион, кој е многу далеко од сончевиот систем, треба да гледате наваму. Во април Орион беше лево од Сонцето и се гледаше навечер, но Земјата продолжи по својата орбита и Сонцето се најде помеѓу Земјата и Орион. Орион секој ден незабележливо го поминуваше сводот, скриен во плавото небо осветлено од Сонцето. Земјата продолжува понатаму и од септември Орион постепено стана видлив, десно од Сонцето. Кога е десно, Орион излегува пред Сонцето и го гледаме пред да зазори. Сите десно од Сонцето, месечината, планетите и звездите се гледаат наутро. Ако го посматрате небото само навечер, ќе пропуштите половина од представата.